Во салата на Советот на општина Кочани денеска се одржа работна средба со представници на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и представници од повеќе јавни установи во општина Кочани. Целта на овој работен состанок беше да се презентира новиот закон за спречување семејно насилство и измените во Законот за еднакви можности, кои ќе стапат на сила од 1 јануари 2015 година. На иницијатива на Министерството за труд и социјална политика беше направена една анализа за степенот на имплементација на законот и да видиме каде се тие гапови кои што постојат во одредбите, за да можеме да го унапредиме прашањето на еднаквите можности во државата. Врз основа на анализата што беше направена, се утврди дека поголем дел од одредбите треба да претрпат некаква измена, а знаеме согласно законодавство во Република Македонија што 1/3 од одредбите од законот се менуваат, тогаш се носи нов закон, така што како Министерство за труд и социјална политика пристапивме кон подготовка на нов закон кој што беше усвоен од страна на Собранието на Република Македонија во јануари 2012 година, а неодамна пред 15 на дена помина на Собранието првите измени на законот кои што во најголем дел се однесуваат на обврските на единиците на локалната самоуправа. Законот за еднакви можности на жените и мажите е закон во кој што обврски имаат не само државните институции, значи не само органите на државната управа, туку имаат обврски и приватниот сектор. Значи, еднаквите можности на жените и мажите не е прашање за кое што треба да се бави само влада на Република Македонија и институциите во рамките на владата на Република Македонија, туку тоа е прашање на кое што треба да бидат посветени и единиците на локалната самоуправа, меѓутоа и приватниот сектор. Тоа стои во членот 3 од законот, каде што ги обврзуваат сите субјекти во државата од приватниот и од јавниот сектор да се посветат на еднаквите можности на жените и мажите. Благодарение на Законот за еднакви можности воспоставена е таа институционална рамка на ниво на цела држава, која што секој во секторот од каде што доаѓа е посветен на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. На состанокот беа присутни и членови од Комисијата за еднакви можности во локалната самоуправа на